Екипата на телевизија Стар традиционално и денеска на Штипскиот пазар, од дека денеска е петок, пазарен ден, овој пат зборуваме за цвеклото. Цвеклото е еден од зеленчуците кои што со право велат дека е најосвежително и е еден од вистинските лекови ако имате, како што велат лекарите, слаба крв. Ке разговараме со цвеклото, со нашиот веќе постојан соговорник, тоа е Раде Ангелов. Господине Ангелов, ова е ваше производство. Да, цвеклото е лично мое производство, иначе саде се во годината 3 пати најмалку, пролет, сред лето и есен за пролет. Дали е тешко да се одгледува цвеклото? Цвеклото не е лесно за загледање. Значи имаме само едно садење, семка директно се саде во нивата и најверојатно е нешто може да се испрски за отрева, ништо друго. Да, кога е време за берба? Секојаш, значи во цела година го има, зависи од кој период го садеме. Ако садеме на пролет веќе се стано. После сега што садеме за есен и на есен садеме за пролет. Како да препознаеме дека цвеклото е добро, квалитетно? Гледа само бојата, гледа се бојата мазно и бојата се гледа. Значи црвена боја внатре мора да има, гледа. Жар црвена. Значи, да. Ем тоа течноста е многу корисна од цвеклото. Дали им давате совети на клиентите кои доаѓаат да купуваат, да речеме ако тие прашаат како да го потребуваме, што да правиме? Веќината на клиенти го знаат подготовката на цвеклото, него ако има некој што не знае, нормално ќе даеме совет. Што најчесто прошуваат? Дали прошуваат за да речеме да го конзервираат или пак за уште рано е за конзервација, што значи дека сега исклучува свежо го јадат, рендано или иначе сок. Велат дека е добар лек за крв. За крвта не е добро, циркулација, мислам за подобрување на крвна слика. Така, имаме црвено, значи црвено цвекло, меѓутоа и бело. Какво е тоа? Има не бело, него малку роза боја има, тоа е индустријско цвекло, што значи тоа не би требало да се продава на пазарот, тоа е индустријско. Значи исклучиво за индустрија. Да, и колку е сега цената? Цената 50 денари кило. Каков интересот се купува? Благодарен сум многу. Значи има интерес за чиста роба, има интерес. Да, ова се гледа дека е природно, дека е без никакви адитиви и слично. Меѓутоа само да го прашам и тоа. Кога најповеќе се бара, кога најповеќе се продава? Највеќе цвекло се бара во есен. Што значи не е толку ладно, нема мислам промена на цвеклото, а и просто конзервират за зимско. Добро, благодарам многу, само да ви препорачам почитувани гледачи, се уште сме петок, се уште е пазарен ден, се уште имате време да дојдете тука на тезгата на нашиот соговорник Раде Ангелов, да се снабдите со сите видови свежи зеленчуци, како и за ова цвекло кој што сега говоревме, затоа што ќе биде полезно. Ем ќе ве освежи, меѓутоа и ќе допринесе за подобрување на вашето здравје, односно на вашата крв. Ова се цените до попладне на најбараните производи. Лубеница 25 денари за килограм, тиквичка 20 денари за парче, домат 65 денари за килограм, диња 60, краставици 30, пипер 50 до 80, праски 100 денари за килограм, јаболка од 100 до 120, кајси 130 и цвекло 50 денари за килограм.